Премиерот Христијан Мицкоски денеска во Минхен оствари работна средба со менаџментот на германскиот трговски гигант Schwarz Group, под чија капа функционираат светски познатите брендови Lidl и Kaufland. На средбата се разговарало за плановите на компанијата за инвестиции, отворање нови работни места и модернизација на трговскиот сектор во државата. Мицкоски истакна дека владата отвора врати за домашните компании да ги пласираат своите производи во големите европски синџири и дека продолжуваат активностите за привлекување реномирани светски компании кои веруваат во потенцијалот на државата. Според податоците на Институтот за јавно здравје, во последната седмица од 2 до 8 февруари регистрирани се вкупно 1306 случаи на грип или заболувања слични на грипот. ИЈЗ соопшти дека бројот на нови случаи е намален за 12,8% во споредба со претходната недела, што укажува на благ пат на активноста на вирусот. Најголем број ново заразени, односно 715 лица, се на возраст од 15 до 64 години. 228 од заболените се деца на возраст од 5 до 14 години. 184 заразени се деца на возраст од 0 до 4 години, а 179 лица се лица на возраст на 65 години. Највисока инциденца е регистрирана кај децата на возраст од 0 до 4 години. Во текот на сезоната на грип досега се регистрирани 4 починати лица асоцирани со грип. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски го оцени договорот меѓу САД и Македонија за реципрочна, фер и избалансирана трговија како значаен исчекор во економската соработка. Според Муцунски, заедничката изјава ја поставува рамката за идниот договор, кој ќе обезбеди проширен пристап на македонските компании до американскиот пазар и ќе ги поддржи заедничките стратешки интереси на двете земји. Договорот предвидува задржување на реципрочната тарифа од 15% за дел од производите со потекло од Македонија, намалување на тарифи до 0% за клучни индустрии и производи, усогласување на прашања од царини, дигитална трговија, енергетски сектор, заштита на животната средина, нетарифни бариери и права на интелектуална собственост. Муцунски нагласи дека заедничката изјава ќе обезбеди конкурентска предност, поголема предвидливост и посилна позиција на македонските компании на американскиот пазар. Премиерот Христијан Мицкоски пак поутврди дека 63 до 64 стратешки македонски производи ќе се извезуваат во САД со ниски тарифи од 0 до 6,5% како резултат на интензивните преговори во изминатите месеци. Побурата Нилс, која го зафати југозападниот дел на Франција, околу 450.000 домови остануваат без електрична енергија. Според операторот, електрична енергија е вратена кај 50% од 900.000 клиенти кои беа погодени. Најтешко погодени се регионите Нова Аквитанија со 292.000 домови без струја, Окситанија со 153.000 домови без струја. Енедис мобилизираше 3.000 лица, вклучително и 2.100 техничари, за да се справи со настан со историски размери. Бурата опишана како со невообичаена јачина од француската метеоролошка служба ја зафати земјата од западниот брег од среда вечерта до четвртокот. Метеоролозите соопштија дека сега се движи кон исток и повеќе не ја погодува Франција. Сепак департманите Жиронда и Лот и Гарона остануваат под црвено предупредување за поплави. Се очекуваат значителни поплави и денес. Бурата досега предизвика 2 смртни случаи. Во раните утрински часови, околу 2:15 часот, избувнал пожар во хостелот Спорт во Будакеси, западно од Будимпешта. Пожарот веројатно предизвикан од експлозија на плинска боца целосно го зафатил покривот на адвокатната зграда и значително го отежнал спасувањето на луѓето. На 200 квадратни метри од објектот биле во пламен кога пристигнале пожарникарите, а огнот неколку пати повторно се запалил. Пожарникарските екипи користеле моќни водени млазеви и дополнителни плински боци биле отстранети за да се спречат нови експлозии. Националната служба за идна медицинска помош ангажирала повеќе од 40 медицински лица и 18 амбулантни возила. Според портпаролот Пал Ѓурфи, 22 лица добиле медицинска помош. Повредените биле пренесени во 8 болници низ Будимпешта.